Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Вечерва имам особена чест и задоволство прв пат во емисијата да го поздравам професорот по историја Тодор Чепреганов, бивш директор на Институтот за национална историја, а сега и професор на Штипскиот универзитет. Добро вечер, професоре, добро дојдовте. Многу ми е драго што прифативте поканата за гостување. Добро вечер, добро е најдов и поздрав до гледачите. Еден мал вовет од моја страна би бил дека во последно време не само публиката, не само јавноста, туку и луѓето кои се на функции, кои можат нешто да направат и бизнисмени, се повеќе се интересираат за историјата. Морам да ви кажам дека ја како млад човек сметав дека историјата е нешто екзотично и дека во едно нормално општество футуризмот би бил нешто она што напредните технологии и така натаму. Можеби во некој идеално време и така би било. Но како никогаш досега ние бараме одговори од историчарите. Историчарите како никогаш досега во историјата на Македонија, на екзистенцијата на овој народ и на оваа земја, не биле по-потребни да бидат постручни, да бидат поактивни и мислам дека како никогаш досега вашиот збор е респектиран. Најверојатно тоа потекнува затоа што луѓето се чувствуваат загрозени, земјата е загрозена од разни политички и разноразни и одговорите се бараат често во историјата. За жал не може да се надминат, таа е неодминлива, бидејќи ни ја напаѓаат други. Луѓето сега се во прелест. Дали тоа што другите ни го зборат е во право, се во право или не. Од друга страна, имав чест неколку ваши колеги и гости да дојдат и вие сте сега да кажеме некако и врвот на сите тие гостувања, кои презентираа своји книги, кои побудија голем интерес во јавноста, како и темите што се. Господинот Стојчев, а претходно и неговиот покоен татко, со Букурешкиот договор и воената историја на Македонија, но и пред некој ден имав чест ми пристигна, тоа е милениумската Македонија, монографијата Македонија, 4-томната монографија, едно исклучително, амбициозно и обемно издание, направено од многу 26 научни работници, еве одлично, ви благодарам. Меѓу кои сте и вие. Па еве, нека биде повод малку во врска со оваа книга во која учествувавте вие, во кој сегмент, вашето размислување за книгата, ја ќе се обидам повеќето од овие научни работници кои учествува и да ги поканам во емисијата. Не може секој да даде све за оваа книга, навистина обемна, извонредна и прекрасна. Па види, тоа е една репрезентативна книга, мислам, издание кое што навистина беше потребно на Македонија. Пред некој месец, еден месец, мислам, се одржа промоцијата и мислам дека е издание кое што и беше потребно на Македонија, за да може, сега е на македонски јазик, меѓутоа, како што беше соопштено, ќе биде преведено и на англиски јазик, што значи дека ќе може поголем број читатели во светот, кога ќе биде на англиски јазик, да се запознаат со оно што е историјата на Македонија. Во ово издание учествуваат 4 тома, учествуваат 26 научни работници и го обработува периодот од праисторијата до денес. Тоа е навистина Тоа е едно огромен труд е вложен во ово дело, се да речеме познати научни работници од Македонија, сите кои што се експерти во своите области, обилува со фотографии во боја од антиката, од сите периоди, што ја прави многу значања книгата за сите оние кои што сакат да се запознаат со историјата на Македонија. Јас сум исто и дел од оваа книга, го обработувам периодот по 41-та година до денес. Кажете ми, дали работевте на веќе во книгата? Ме интересираше само, се 2-3 прашања ми доаѓаат во исти момент, помалце трокирав.
Значи, оно што сакам да прашам е дали овдека се содржани оние треба да е збир на сите оние научни сознанија до сега кои се има, или има тука некои ексклузивни работи кои во текот на вашето работење се објавени и така натаму и така натаму? Па мислам дека поголемиот дел се нови сознанија, не од оние сознанија кои што беа познати, затоа што мислам сите овие научни работници што има свој придонес во овие 4 тома даваат нови податоци, нови интерпретации или ново толкување на одредени историски факти. Например, мојот дел што се однесува до мојот дел се работи кои што се истражени во последните години од архивите во Велика Британија и документација од Соединетите Американски држави. Значи се работи за нови документи кои што до сега биле непознати. Добро, ја би се префрлил тогаш на она што е повеќе ваш аспект. Имате издадено 40 и неколку книги. Википедија е застанала на 36 според вашите податоци. Вие сте веќе далеку, очигледно дека сте прилично активен во научната работа, што е добро. Ова се две книги кои вечерва ги... Овие се последните две книги. Самите наслови се многу провокативни и за самите наслови ја би имал милион подпрашања, но професор сте, доволно јас само да ги прочитам насловите на книгите, а вие да ми одржите една лекција во врска со овие книги, една па друга. Едната книга е Политиката на Соединетите Американски држави и на Велика Британија спрема Македонија во Втората светска војна. Нешто што морам да признавам дека и мене како новинар не ми е баш многу познато, бидејќи тие времиња беа тумачени и објаснување низ разни филтри. Денеска некои нови сознанија нема. И втората книга е Велика Британија и Македонија. Грчко-Југословенска федерација 41-42 документи. Овој наслов морам да признам дека многу ме збуни. И насловот Грчко-Југословенска федерација 41-42. Проблемот со името. Проблемот со името. Господине Чеприканов, ви давам збор, ве молам, почнете, ништо не ми е јасно. Па оваа книга, да ќе почнеме од ова последнава, што е книга Велика Британија, Грчко-Југословенска федерација 41-42 година, документи. Ова се документи кои што се донесени од Public Record Office од Лондон, од архивот кој што се наоѓа Националниот архив во Лондон. Книгата е направена, јас сум еден од авторите, овде се автори доктор Теон Джингов и млади историчари како магистар Ирена Авировиќ, која више докторира пред една недела, магистар Соња Николов и магистар Зоран Нечев. Во оваа книга насловот е Грчко-Југословенската федерација 41-42 година. Што во суштина се случува? Македонија воопшто не била планирана како држава од страна на Велика Британија. Значи во периодот од 41 година, кога сите поголемиот дел од кралските фамилии во Европа се прибираат во Лондон, се наоѓаат, например, југословенската и грчката влада се наоѓаат во Лондон, при нив се акредитирани амбасадори на Соединетите Американски држави и овие влади се имаат акредитирано амбасадори при Велика Британија. Веднаш по пристигнувањето на овие влади во текот на месец мај-јуни во Лондон, прво во Каиро, па од Каиро во Лондон, тие почињаат Велика Британија веднаш да почнува да прави калкулации за повојното уредување во светот. Во тие калкулации веднаш стапуваат во договори со југословенската и грчката влада. Уште 41 година. Војната уште не е добиена. Октомври месец. Војната не е добиена, они веќе прават... Уште не ни добро почната. Ни добро почната. Да. Зошто е тој амбиент? Да. Може ли малци као историчар да ни го објасните малку тој амбиент на случување? Како се тие размислувања на политичари во таков амбиент или... Па видите, тоа е британската политика која што гледа напред 20-50 години. Нивните планови, тие воопшто не калкулира, може би дека ќе дојде до војна меѓу Велика Британија и Германија, меѓутоа кога се случи
затоа што јас сметам дека Хитлер не е единствениот кривец за Втората светска војна, дека во тоа исто така свој удел имаат и Велика Британија и Франција, затоа што тие му дозволија на Хитлер во периодот од 19-та година по склучувањето на Версајскиот мировен договор, па се до 39-та година до нападот на Полска, на Хитлер да му дозволат да ги прекраши сите договори кои што беа постигнати во Версај, и кога на крајот видоа дека нема шала, дека се загрозени нивните интереси, тогаш тие му објавија војна на Хитлер, и тоа му објавија војна дури 3 дена по нападот на Полска. Затоа што планираа да се одржи уште една Версајска конференција за тие 3 дена, преговараа да се одржи уште една конференција за да се смират страстите. Меѓутоа беше касно. Добро, што говорат фактите? Зошто им што требало он да им изработи? Зошто му дозволувале толку да го засили фашизмот, да ги прекрши сите договори, да стане толку јак и моќен, тоа да не се превиди? Мислам, нацизмот е една работа, фашизмот е друга работа. Според Хитлер, за Хитлер фашизмот е, тој го оправдува фашизмот. Се додека не ги загрози интересите на Велика Британија, на Британската империја. И они немаат проблем со фашизмот, додека нивните интереси не се загрозени. Не беа загрозени. Кога беа загрозени нивните интереси, они интервенираа со цел да направат нова конференција за 3 дена, ако може да се договорат за да се смири ситуацијата. Меѓутоа Хитлер не се согласи, затоа што Хитлер беше више во договор со Советскиот сојуз. Кога ја нападна Полска, ја поделија Полска и тој беше во договор со Советскиот сојуз. А цело време Велика Британија и Франција настојуваа да го свртат Хитлер кон Советскиот сојуз. А за тоа уствари они му дозволија. Они уствари требаше да биде не знам, полугата со која ќе се... Точно, меѓутоа, кога склучи договор со Германија, тие беа изненадени. Беа фрапирани како тоа сега нацизмот и комунизмот влегува во ист сојуз. Меѓутоа, интересните сфери беа тие кои што ја одлучија целата работа. Меѓутоа, кога почна Втората светска војна, Велика Британија и Франција објавија војна на 3 септември 1949 година. Тие настојуваа, бидејќи единствена држава која што се бореше во Европа против нацифашизмот беше Велика Британија. Тие нема никакви сојузници. Со цел да најдат сојузници, тие се обидува тоа да го направат на Балканот. На Балканот тие стапија во преговори со Југославија, со Бугарија, со Грција, со Романија, Турција, да направат еден балкански блок со кој што ќе се отвори фронт. Да, ќе се отвори фронт и германските сили ќе бидат ангажирани на овој фронт за да малку ги ослободи. Меѓутоа, исто време и Германија вршеше преговори. Меѓутоа, Германија беше многу по-прагматична во однос на тоа. Британците ветуваа, ама не можеа да помогнат. Додека германците ветуваа и веднаш исполнуваа. Оти беа и на терен. Беа на терен, меѓутоа и... Тоа е практичниот дел, оти баш беа на терен, можеа да исполнува. Се уште не беа на терен, се уште води дипломатска битка. Таа се вика Phony War. Како се вика? Phony War. Phony War. Значи, тоа се дипломатски преговори. На Југославија и ветуваа излез на Солун, да организираат отпор на Бугарија и ветуваа враќање на Добруџа, на Македонија, на Романија и ветуваа работи кои што треба да ги донесите ветуваа, меѓутоа германците извршуваа. Со Добруџа веднаш им дадоа на бугарите. Романците и бугарите склучија договор и решија работа. Британците ветуваа, меѓутоа не може да го реализира, не може да го исполнат. И сега вие на кого ќе му верувате, на ово што ви исполнува или на оно што не ви исполнува. Им вика, борете се, ќе ви пратиме оружје, се трува, меѓутоа не може ништо да испратат. И германците затоа во тој период успеа многу брзо Бугарија да влезе во Вторниот пак, Романија да влезе во Вторниот пак, Турција остана неутрална, со Југославија беше проблемот. Меѓутоа, принцот Павле во еден момент му вели кога американците и британците доаѓаат да преговараат да не влегува во сојуз со Германија, дека се наоѓа во кафе со лав, а се ближи до ручекот, ако не пристапи ќе го изеде. Нема друг излез. И затоа Југославија влегува во Вторниот пакт. И од по тоа влегување настануваат тие 27 мартовски настани, 6 април е нападот, 18 април е капитулацијата 1941 година и кралската влада бега во Лондон. И сега во Лондон се случуваат сите овие работи.
Британската прагматичност е оно да гледа подалеку. Они одма дошле, ги собрале, правиме федерација. По војната треба да биде направена ова и ова. Овие одма влегуваат, се прави план, се прават студии, проекти, како треба да изгледа таа федерација. Оно исто така се прави, бидејќи таму се наоѓаат и полската, чешката влада, се до тоа се прави договор за формирање и на Подунавска федерација. Чехословачка Полска федерација во која што ќе влезат и другите држави од Источна Европа. Оно денеска што е Европска унија. А каква федерација? Како Европска унија? Како Европска унија. Како Европска унија. Балканската федерацијата меѓу Грчката и Југословенската федерација е направена врз принципот на исто како што е Европската унија. И во неа би требало да бидат вклучени? Во неа прво се предвидува да влезат Грчка и Југославија како нуклеус околу кој што по војната ќе влезат Бугарија, Романија, Турција, Грција. Меѓутоа за сите нив се калкулира се. Сега се прави ова терен. Дали може Бугарија? Бугарија се наоѓа на страната на германците. Што ќе правиме сега? Бугарите и грците нема добри односи. Сите тие калкулации во однос на тоа. Балканските војни се уште се силни тие они ги прават последиците. Да, сите Македонија не се споменува. Никој не калкулира со Македонија. Да, она е завршена со Букурешт. Да, она се е завршена, се влегува во рамките на Југославија. Овие политичари Југословенската влада во емиграција, тоа се е територија на Вардарска бановина и оние се калкулираат како дел од Југославија. И таа федерација е склучена 15 јануари 1942 година. И е зацврстена со брак меѓу кралот Петар и грчката принцеза. И грчката принцеза? Да. Така? И таа работа си тера. Таа федерација си функционира како таква, формирана е, се до тоа и се водат сега разни калкулации што, како да биде царинска унија, монетарна, надворешни работи, како да биде уредена војската. Сите тие работи се калкулира, се ставени на хартија. Како треба да изгледа таа федерација по војна. Тоа значи дека србите и грците ги надминуваат разликите што ги имаат за време на балканските војни? Да. Кај нив нема никаков проблем. А бугарите во целова... Затоа се најголеми пријатели ден денеска. Грците и србите. Да, нема никаков проблем. Најголемиот проблем во тие калкулации го прават, да речеме, во југословенската влада хрватските министри и словенските министри, кои што секојаш се во кавга со српските министри во самата влада. Таму постои голем раздор меѓу хрватските и словенските наспроти српските министри кои што сакаат да доминираат во однос на водењето на политиката на југословенската влада во емиграција. Тоа е основната работа. Таа е ставена на хартија, функционира, усвоена е, сите тие работи и до 1943 година не се споменува Македонија. Значи во ниту еден документ Македонија не се споменува како било што. И они имаат, значи, кога ова би го замислиле токму ова и насловната страна на книгата, тоа е оваа федерација која Југославија и Грција би требале да ја формираат и заедно во неа да влезат и Бугарија и Романија и Словенија и така натаму, голема балканска федерација во која они би доминирале, би си ја направиле со како мини Европска унија. Они се тука калкулираат. Бугарија на страната на нацифашизмот. По завршувањето на војната ќе треба да ги сноси последиците. Меѓутоа ќе влезе. Така, и покрај тоа. И покрај тоа ќе влезе, меѓутоа мора да ги сноси последиците на тоа, на сето тоа. Романија, Турција, со Турција има проблем бидејќи односите со Грција не се добри. Ама британците ќе ги средиме работите, нема никаков проблем. Таа работа може да се надмине и сето. Меѓутоа, многу интересно што тоа е таа британска политика. Оставаат секојаш невралгични точки. Точки кои што ќе им требаат во еден момент за да предизвикаат внимание. Има еден случај кога прават анализи за однос на Романија, се зборува за Трансилванија. Што правиме со Трансилванија? И еден од експертите вели па да ја оставиме у одреден момент, нека стои вака, у одреден момент ќе ни притреба, па ќе ги активираме за да можеме да ги смириме. Како полуга за смирување. А што е Трансилванија? Па тоа е дел од Романија, кај што... Не, знам туку што е невралгично во... Па таму има малцинства.
Има малцинства? Да, и сега да ги држи. И Македонија. И тој еден експерт вели, треба да внимаваме и на Македонија, и тој единствен кој што вели, јас сум за тоа на Македонија да и се даде автономија во рамките на федерацијата. Британски експерт? Британски експерт. Го има тоа како документ во книгава? Го има. Британски експерт. Меѓутоа, тоа не се прифаќа. Добро. 43-та година е пресвртница за нас. 43-та година е пресвртница. Затоа што на терен имаат сосема друга ситуација. Британците за прв пат добиваат информација дека во Македонија се води борба. Антифашистичка борба, да они не знаат што е. Меѓутоа добив бидејќи британските војни мисии се наоѓаат во Албанија. А главниот штаб на Македонија се наоѓа на границата со Албанија, горе во Дебарско. И тие печатен првиот број на Нова Македонија кај Битуше, Ростуше, таму горе се наоѓа. И тие таму дознаваат од албанците дека во Македонија постојат партизански одреди кои што се борат против нацифашизмот. Тие го извештуваат центарот во Каиро. Мисиите, таму тоа е обавештајната служба на Велика Британија, го известуваат дека во Македонија се случуваат некои работи за кои што тие не знаат. Веднаш информацијата стигнува до Черчил и Черчил бара веднаш да се направи анализа што е тоа македонско прашање. Обавештајците, како што стои во документите, се растрачуваат, за 2 недели му доставуваат еден елаборат од 30 страници во која што е обработено македонското прашање во сите детали. Во сите детали. Македонија во се. Хидрографија, географија, етнографија, народ. Значи во сите сегменти е обработено. Како може Македонија, дали може да обстои као самостојна држава, као во рамките на федерација, кои струи се овде. И на крајот заклучокот кој што произлегува од целата работа е дека на македонците не може да им се даде обединување никако и дека Македонија може да биде само дел од една федерација. Да остане во рамките како автономна единица во рамките на но не и самостојна држава. Не. Тоа е заклучок. Тоа е заклучокот од сето тоа што произлегува на тие 30 страни. Постојат ли тие 30 страни? Постојат, објавени се. Овде се објавени? Овде не, во друго. Во друго се објавени. Во друго книги се објавени. Дали се образложени? Се е образложено. Се е образложено. Зошто е образложено? Например, дали Македонија може да дали Македонија може да биде во рамките на Бугарија? Дали Македонија може да биде во рамките на Југославија? Дали може во рамките на Грција? Кој има по каква основа има да речеме интереси, дали по етничка, дали по географска, дали по што, се е објаснето. Се е објаснето. Ама и самите тие заклучуваат дека македонците не се ни бугари, ни срби, ни грци. Јасна дистинкција има во твој извештај? Има еден документ има на еден офицер Еванс, кој што бил во Егејска Македонија. Тој е спуштен во Лерин, 43-та година, некаде октомври месец, е спуштен во Лерин, а во Британија обучуван дека го спуштаат на грчка територија, кај што се грци. Човекот го знае грчки. Го спуштаат во територијата на Лерин и работи цело време, година дена во околните села. И тој што заклучува, има еден извештај од едно 50 страници напишано. И тој што заклучува, кога се симнува, вели никој не зборува грчки. Сите зборуваат македонски, друг јазик. И тој цело време живее со нив. И тој самиот пишува, живее толку и толку време со македонците од тие сели. На крајот тој извештајот пишува. Македонците не се ни грци, ни бугари, ни срби. Тие се посебен народ, посебна нација, која што само поради лапсусот на историјата не формирале држава. А вика, ако се прашам јас лично, тие треба да имаат своја собствена држава. И тоа извештај го испраќа до Лондон и таму настанува паника. Во која смисла? Зошто? Настанува паника затоа што имаат они сосема друг заклучок. Затоа што експертите заклучуваат дека ова е многу интересен извештај. Дека не се некое малцинство. Не само тоа, него дека ни ги менува представите за оно што сме мислеле дека ни даваат информација грците за Македонија. Што се случува? Дека таму има голема маса на македонци.
А од Грција добиваат сосема поинакви информации. Па затоа што најголем број од оние кои што оделе по терен, да речеме британци или бидејќи оние се многу ги сакаат грците, оние се така. Знаете, во брак со нив, миленичење им се, и со нив секогаш одела присмотра, одела некои полицајци. И овие македонците не можеле да зборуваат слободно. И извештаите се дека, меѓутоа овој живеел со македонците. Тој самиот го пишува, живеел со македонците толку време. И тој дава една таква добра анализа. Која година е ова? Тој е 43-44 година. Извештајот, тој од 43 до 44 живее таму, а 44 извештајот е даден. Објаснете ми малце таа паника, што се случува, дали се знае после сите тие извештаи, кога стигнува овој извештај, што станува со него? Па видите, планирано е у таа ситуација кога се случува, планирано е да се иселат од Македонија 1.200.000 македонци. Тоа е еден... Господи Боже, не ми кажувајте дека од тогаш планирана целата она... Во Британија... Има документ во кој што стои... Не ја знам, значи, јас си извинувам. Има еден документ во кој што се бара се бројката да не калкулираме колку е, дека еден генерал планира да се иселат од таму сите македонци, со што би се решило прашањето без никаков проблем. Кое прашање? Прашањето со постоењето на македонците во Грција. Едноставно да исчезнат. Да, едноставно физички да се однесат и да нема македонци. Како што Сталин тоа го правил со цели народи во Советскиот сојуз, како што последен пат имаше помеѓу Хрватска и Србија кога иселија дел од народ, значи да се... Да. Значи тука треба да ги бараме одговорите зошто пушта напалм бомби, зошто ги помогнаа грците. Точно. Целата работа е околу тоа. Значи, конечно заклучокот е, они сваќат, ако добро ве разбрав професоре, значи, они сваќаат дека имаат македонци, дека се засепни, дека живеат на таа територија, но дека решението е да ги иселат од таа територија и со тоа би се решил проблема. Иселување каде? Не знам. Не пишува. Не пишува. Не пишува. Едноставно тоа да се изврши. Грците тука тоа со големо задоволство затоа што значи окупација на територија. Да, меѓутоа во извештајот овој што е тој Еванс, бидејќи тоа, извинете, во тие години која е таа територија? Чија е таа територија? Таа е наводно под таа територија е тогаш во тој период под Елас. Под Грчка. Под Елас е Елас. Меѓутоа колку имена има таа земја? Елас, Грција, Грис. Меѓутоа тоа се уште не е дефинирана, војната не е завршена, не се знае што ќе биде. Не се знае. Грчката комунистичка партија ЕАМ им ветува на македонците, влезете, борете се со единиците на Елас. Тоа ми е познато од историја. Македонците формираат своји партизански одреди, влегуваат во Елас и се борат со ветување дека по војната ќе можете да се самоопределите. И тоа го прават македонците, има формирано единици, па настануваат разни спорови, чарки меѓу Елас и македонските единици, затоа што тие бараат да ги предводат, да им се стават на чело на македонски единици. Македонските не дозволуваат, па Наум Пејов бега се префрла на територијата на Југославија, па Тито, по наредба на Тито, повторно се враќаат назад. Значи, туку уште тогаш настануваат тие проблеми околу тоа дали да бидеме со Елас или не. Меѓутоа, македонците се бореа на страната на Елас цело време. Меѓутоа на крајот... Ама против фашистите? Против фашистите, против фашистите, да. Они се бореа против фашистите. Да, меѓутоа треба да се има во предвид дека сите комунистички партии на балканските држави пред се беа националистички партии, пред се го гледа интересот на државата, на Грција. И затоа Елас после влезе во сојуз со владата од Каиро, кога дојде и станаат дел од министри, влегува еден дел од членовите на Елас, беа избрани за министри во владата на кралот. Вака, ме интересира тогаш, можете ли да го спомнете, еве, бидејќи на некој начин го елабориравте, ни го објаснивте сосема накратко и овдека сигурно е многу подетално, нели, во книгава објаснето, се во ова што ми го раскажувате. Каков е односот на Југославија во тоа време? Добивам ја, сега во последно време имам прочитано некои контроверзни. Од една страна, нели, Македонија добива своја самостојност во рамките на Југославија по победата, нели, бидејќи веќе 43-та
британците веќе имаат друг играч на терен, значи не се четниците и усташите и така натаму, туку им се партизаните, Тито им се појавува, сосема поинаку се игра играта. Ме интересира сега кога се менува таа перцепција, не кога се менува перцепцијата, туку како Југославија, значи како Тито и Југославија се однесуваат кон овој геноцид врз македонците или екзодус на македонците, бидејќи имам информации прочитано, јас само не можам да ги верификувам дали се историски валидни или не, дека дури и југословенски авиони ги помагале грците во тоа време, кои полетувале од југословенска територија и заедно со британските ги помагале во оној екзодус на македонците од грчка територија. Тоа е за време на Втората светска војна, например, тоа не се случува. Значи, за време на Втората светска војна ЕЛАС е она организација, военото крило на ЕАМ, која што ја организира борбата во Грција. Кон тоа се придружуваат и македонците, комунистичката партија бидејќи дел од македонците и раководители има македонски кои што биле во грчката комунистичка партија и тие заедно се борат против нацифашизмот. Несомнено дека треба да се има во предвид дека 1944 година македонците од овде престојуваа на територијата на Егејска Македонија. Таму беа македонските единици, затоа што овде имаше офанзива, сите тие се префрлија на територијата на Егејска Македонија и таму беа примени многу убаво. Таму едноставно се стационира, бидејќи настана проблем. Темпо бараше да одат на Косово, Михаил Апостолски, Ченто го постави прашањето што бараме во Косово. Што имаме ние да одиме во Косово во зиму, кога можеме да одиме во Егејска Македонија кај што се наси. И тие отидоа во Егејска Македонија. Една работа треба да биде јасна. Тито калкулираше со македонското прашање. Тоа е факт. 40 значи тој на мене се уште не ми е познато, затоа што во документите не можам да најдам документ. Тој не дозволува да се испрати воена британска мисија во Македонија. 43 година. 43-та. Во сите штабови, да речеме, автономни движења во Хрватска, во Словенија, во Босна и Херцеговина, во Црна Гора, има, при секој штаб има воени мисии, во Македонија нема. Затоа не бевме во јајци. И 41-та мисија во октомври месец што пристигнува во Македонија е дојдена преку Албанија. Без да знаете. Таа што ја спомнавте. Џорџ Квајн, доаѓа Џорџ Квајн преку Албанија, тој доаѓа во Македонија. И кога му известува Тито дека пристигнала британска војна мисија во Македонија, тоа ми испраќа телеграма до Темпо и му кажа немојте ништо да ги кажувате, ништо да не се давате информации на мисијата. Меѓутоа, што ме таа пристигната тука, таа почиња да гледа што се случува. Сето тоа, после почиња да доаѓаат уште 8 мисии се дојдени на територијата на Македонија и во целиот тој период тие мисиите добиваат помош, например, оружје за партизаните, облека, храна, сето тоа што им е потребно. Бидејќи на Британија тогаш им е потребно што е повеќе војска Британија не ги интересира да дисперзираат војската на германците за да го намалат притисокот на себе. Точно, основната улога. Значи многу е практична нивната желба да им помогнат на македонците. Затоа ги помагаат и четниците. Оние во Албанија ги помагаат и Баликон Батаре и сите оние кои што се борат против фашистите, докај не сватат дека како што сватат со четниците дека да речеме и таа идеолошка борба меѓу четниците и партизаните, докај не сваќаат дека повеќе се борат партизаните отколку што се борат четниците. Меѓутоа во штабот на Тито беше Фицрој Меклин. Да. Човек тој што историски познат. Да, тој човек кој што беше близок човек на Черчил. Тито сигурно од оноа што го гледам како податок од документите, знаеше како се одвива и повојното уредување на светот, на Европа. Затоа оно што се случи 49 година со нашите во Егејска Македонија. Бидејќи со информбирото целата советска помош престана. Тито беше оставен сам на себе. Добро. Кога дознаа британците дека има судир внатре
во комунистичкиот блок беа изненадени бидејќи мислеа дека се фолира Тито. Знам, дека тоа име фол помеѓу Москва и Белград. Дека не може да дојде до кавга меѓу комунистички и дека само заради материјално да искористат. Меѓутоа кога видел дека тоа е вистина, дека тој судире на вистина. Судире постои и има во документите дека мораме да го искористиме. Како? Во пропагандни цели. Мораме да го искористиме. Ќе му понудиме на Тито помош, меѓутоа ќе побараме и од него за возврат нешто. Тоа, оно што беше возвратот, беше Тито да затвори границите спрема Грција, да не дозволи да влегуваат македонци. Не само македонци, него македонци и сите оние кои што се членови на ДАК. Што ДАК? Да Демократската армија на Грција. Значи ДАК, и грци, значи кои што беа комунисти, кои што да не влегуваат на територијата, ниту ранети, ниту болни, ништо да не може да влезе на територијата на Македонија. Тито тоа го направи. А зошто? За да добие пари од Велика Британија и од Америка. Не, ама зошто им е потребно да тоа? Мислам, ме интересираат причините поради кои они тоа го бараат. Да ги затворат тие граници, да не преминуваат армиите од една на друга и така натаму. За да можат да го уништат да уништат Демократската армија во Грција. Так. Значи тогаш се случи одлучувачката битка на Грамос, каде што беше поразена Демократската армија на Грција и да не беа албанците да не отворија границата, 50.000 членови на ДАК ќе беа убиени. Бидејќи Југославија затвори границата, немаше каде да одат. Среќа Албанија ја отвори границата и направи коридор преку кој што сите оние кои што на Грамос беа од Ова е веќе идеолошката борба, да, на Грамос, да. Успеа да се изречат и после да отидат во земјите на Источниот блок. Так. Сите. Дојде. Так. И сега ме интересира, значи во таа калкулација сметате дека он и директно се договара со британците, значи они го помагаат, тука веќе е прашањето на трст. Да. Токму тоа е тоа. Тито многу добро калкулира. Тој е повише заинтересиран за трст. Добро. Да. Македонското прашање успева да го контролира. Тоа се случува на второто заседание на само едно 44-та година кога се одржува првото заседание на АСНО, се формира Македонската федерална единица во рамките на Федеративна Југославија. И што се случува тогаш? Бидејќи поголем дел од членовите на президиумот на АСНО, луѓе као Ченто, тука се Димитар Влахов, Шатев, Бршнаров, луѓе кои што ја носат она нитка на ВМРО, сето тоа, тие за независна Македонија, обединета македонска држава, сето тие почнале да се однесуваат Македонија као да е самостојна држава и независна држава. И рекле, не ни интересира нас централата од Белград. Не ни интересира ништо. Тоа се случува август, септември, октомври. И доаѓа темпо. Ноември и стигнуваат информации до Тито дека македонците не знаат што е федерација. Дека си се однесуваат како што сакаа. Што прави Тито? Второ заседание на АСНО. Декември месец 28 до 1 јануари. Второ заседание на АСНО доаѓа Темпо, Кардель, редица други српски функционери и на заседанието е осудена сепаратистичката идеја на македонците националисти. И од тој момент 45 година, март месец, е одржана седница на пленум во Белград на ЦК, кај што е донесена одлука со сите тие национални елементи еден по еден да се осранат од политичката страна и тоа се случи. Кој на Голи оток, кој у Идризово, кој у Белград, ги средија сите. И тогаш британците, кои што присуствуваа на заседанието, во извештаите пишуваа: македонското прашање е ставено во фрижидер. Затворено е. Тито го контролира. Затворено, нерешено или е замрзнато? Замрзнато е во фрижидер. Ама тоа не е решено. Замрзнато е. Па затоа цело време до 91 година зашто ние немавме проблем со името со Грција? Затоа што Тито го контролираше. Затоа што Тито успеа да формира пакт. Мислите комунистичката партија, бидејќи Тито почина уште... Да, комунистичката партија, добро, меѓутоа до 80-те години веќе грците почнаа да сватија дека почнаа да ги менуваат више имињата на таму на оно како се викаше егејскиот дел на Македонија, прво Северна Грција, па сето. Меѓутоа
Тито успеа да формираат меѓу Грција. Името Македонија беше забрането во Грција до средина на 80-тите години, не смееше името Македонија да се спомне. Па токму тоа. Значи он успеа да формира пак меѓу Турција, Грција и Југославија. Кој? Тито. 50 година. 53 година. Кој што и он успеваше сето тоа да го контролира. Зашто ние од периодот од 45 до 91 година немаме артикулација од македонската политика, освен да речеме на 2-3 пати Крсте Црвенковски и Лазо Кулишевски, онака што го поставиле во Бугарија и во Грција на тоа прашање. Сето тоа беше контролирано. Многу интересно, професоре. Ја тука би направил една кратка пауза, па разговорот би го продолжиле за политиката на Соединетите Американски држави и Велика Британија спрема Македонија во текот на Втората светска војна. Оваа книга, иако на некој начин ги елабориравме, но американците малку ги спомнавме, би можеле и американците да ги спомнеме, но би ми било интересно, гледам дека прилично добро го артикулирате и оној поствоен период, па ме интересира и тие некои обиди на во таа федерација да влезе Бугарија со Македонија и така натаму, тие обиди, од каде дојде идејата, како завршија, зошто беа и така натаму, тоа би било малце од новите сознанија што се ги има историјата. Одиме со реклами, веднаш потоа се враќаме назад. Повторно во живо во студиото на Јаде Ворек на Сител 3 телевизија. Значи, професоре, гостин Тодор Чепреганов, професор по историја, значи, на некој начин ја елабориравте вашата книга Велика Британија, Македонија, Грчко-Југословенска федерација 41-42 документи. Дали освен документи ги се содржани ваши анализи, согледувања и така натаму? Само документи. Затоа што ова е само прва книга. Има еден огромен број на документи кои што се уште треба да се прочитаат, да се анализираат, за да се напише една сеопфатна книга за тој проблем. Затоа што тоа трае се до 44 година. Сите тие калкулации за федерации. Значи има повише федерации. Како што реков, има Подунавска федерација, Чехословачко-Полска федерација, сите тие, потоа Балканска федерација, да влезе во рамките на Чехословачко-Полската федерација, да се обединат нешто што денеска е Европската унија. Значи, тоа се зачетоци на оно што денес е Европската унија. Значи, предпоставувам дека они за сите можни сценарија ги имале варианти кои... Да. Но нели им се менуваат работите кога се појавуваат партизаните, партизанското движење во Македонија и во Југославија и се менуваат односите на теренот. Тоа е едната страна, да речеме, она западна. Ама на другата страна имаме источната. Тука и Сталин. И Сталин прави федерации. Така, и он прави калкулации. И тој прави калкулации. Така. Ке видиме во... Но не може да од ништо од ова да се заклучи дека сме ние некаква вештачка нечија творба. Не, тоа британците многу добро го кажуваат во документите. Британците има, не ја донесов, британците имаат објавено монографии за сите држави на Балканот. Така? И во Европа. Добро. За време на Париската мирна конференција, за да ја помогнат на британската делегација која што броела 600 души, закупиле цел хотел во Париз, да имат направено книги за сите истражувачкиот оддел на Министерството за надворешни работи, има направено книги за сите држави. И тие книги требало да ја послужи на делегацијата на Велика Британија при преговорите, да може да знае... Да се консултира со што... Да знае што бараат. Во историјата на книгата се вика Македонија е насловот. Да. На првата страница стои историски личности од Македонија. Филип, Александар Македонски и тера надоле се. Која книга е, која година е отпечатана? Тоа е 1920 година. Дали постои ова примерот од оваа книга? Објавена е. Објавена оваа книга. Само не ја донесов, не ми текна да ја донесам. Таа е објавена. За разлика од тоа, во Грција... Пали колата и дека професорот дома да ја земеш. Во грчката книга, таму не постојат Александар Македонски и Филип.
Професоре, ми оставувате должни примерот кој Ќе ви донесам, да го прикажам. Да. Добро. Јас се извинувам, можеби на некои луѓе кои подобро ја познаваат историјата и се поподготвени, се извинувам заради моето незнаење, но ја моето незнаење го сметам за предност да излечам што е можно повеќе податоци од вас. Кажете ми, велите дека ви се потребни да читате уште многу документи. Да. Дали ви се достапни прво тие документи? Така ги има. Дали британците ги даваат? Дали има документи кои не ви се достапни? Па поголемиот дел се достапни. Да речеме, оние документи кои што се однесуваат за периодот и по војната се достапни. Има некои документи кои што имаат не може да се она дистанца историска што се вика треба да ја има архивска. Има некои кои на пример еден документ е забранет да се однесува за Македонија, е забранет до 2045 година. Каков документ е? Не знам. А постои тој документ? Постои документот. А од која година е тој документ? Не се знае ни тоа. Јас го читам, ама забранете за гледање. Како ме интересира од практичен аспект, како го читате? Постои некаква листа на сега е многу од лесно. архивот? Сега електронски. Сега е многу лесно. Порано беше, јас сум таму почнав да одам од 95 година. Така до 2009 година сум да секоја година одам во Велика Британија да истражувам. И претходно беше многу тешко. Бейкер Стрит и Оксфорд Стрит на памет ги знаете. Да, претходно беше многу тешко. Се оди преку листи, се чита, се бара, сега е компјутерски. Одите, удрете Македонија и ви излегува се што има во архивот за Македонија. Во архивот за Македонија. Да, можете да взимате, копирате, снимате. И гледате дека од сите тие документи available има еден документ до 2045 година. Ова исто беше забранета долго време, што ви кажувам Македонија, затоа и таа беше која? Од 1920 година, меѓутоа по повторното разгледување ја пуштија порано. Кога? Па некаде 98, 99 година. 99. Да. Интересна работа. Значи може да се ревидира ова? Например, ја се уште не сум ги нашол документите што се однесуваат на првата британска мисија за Џорџ Клајн. Ја ги имам сите мисии кои што биле во Македонија, добро, сите извештаи, сите телеграми, сето, меѓутоа мисијата на Џорџ Клајн се уште не можам да ја најдам. Не можете да ја најдете или не е достапна? Не знам. Не можам да ја најдам. У Public Record Office ја нема. У King's College исто ја нема. Затоа што и таму има една архива за британските мисии, по таа трагам уште. Да ве прашам, сега ме заинтригиравте кога постои некој документ. Рековте дека и ова за книга во 1920 година, доскоро таа била сигурно подолго ставена, нели, за неможност да се видат и така натаму, но ревидирано е, па е пуштена. Како може да се ревидира? Вие како историчари барате да се... Па не, оние кои службите што работат таму, кои што се одговорни за тоа, земат документите, ги препрочитуваат, повторно ги прочитуваат, гледаат состојбата каква е во светот и ја пуштаат, нема да наштети на ништо, нема имења, нема ништо таму кој што би можело нешто да наштети за националните интереси на Велика Британија. Само тоа ги интересира нив. Да, само тоа и тие се пуштени. Сите, значи има за сите држави анализи феноменални. Феноменално. Просто човек инат да го фати до 2045 да остане жив за да живееме, за да видиме што е тоа. Но можеби еве од политичарите, барем оние што се покадарни, помалку сервилни, со поавтентични како политичари, можеби би можеле или некаква соработка ако има помеѓу научните институции да се ревидира тоа, да побараме ревидирање и така натаму. Треба да се провери. Ме интересира затоа што имаше една книга од Ханс Лотар Штепан за македонското прашање, која предизвика голем интерес и како авторитет европски неговиот збор малце посилно одекна во тоа и често во интервјуата кажуваше за овие забраните документи каде што и он вика лично имав проблем, вика не можев да дојдам до одредени документи кои едноставно ми ги кријат и не можам да ги прочитам за што се работи и така натаму. Тука потекна и шпекулациите во врска со Букурешкиот договор, дека имал тајни документи, но господин Стојчев точно. Тоа го демантираше, не постојат такви работи. Јасно. Тоа е тоа. Но
Иако постојат договори, како што е Букурешкиот, па потоа потврден на Версајскиот и така натаму, и кои се валидни и ден денеска, но ситуацијата на теренот, големите сили ја следат и со децении, ако една земја обстанува и води самостојна, автентична своја политика, каде што веќе се докажува и културниот, и цивилизацијскиот, и идентитет на еден народ, работите и односите се менуваат. Не може тоа да биде еден договор за секогаш, па дури и да признаат дека биле во грешка. Еве, британците го гледаат тоа и они го менуваат ставот. Они дури за Југословенско-Бугарска федерација. Например, оној синдром, ја што викам македонскиот синдром, кој се појавува во британската политика. Затоа што членовите на британските воени мисии кои што се наоѓаат при штабовите, тие имаат задача само да известуваат за војните работи. Во политичките работи било забрането да се мешаат. И не требало да известуваат. Меѓутоа, кога гледале што се случува во разговорите, тие не можеле да избегнат од оно да видат зашто македонците во суштина се борат. И сега во извештаите тие кои пишувале, и има еден извештај на Макдоналд кој што пишува дека македонците не се пред се националисти, а после се комунисти. Сите се борат за обединената самостојна македонска држава. Немат појма што е комунизам. Главната и нивна идеја е формирање на македонска држава за која што велат од средновековието немале држава. Абер нема што е комунизам, нив ги интересира само национализам. Само се борат обединување на Македонија. Само тоа, и он ги реди кои се таму, Апостолски, Ченто, Цетко Зуновски, сите тие вика се борат за обединета Македонија. Кога британците тоа го дознаваат, основната нивна борба е никако обединување на Македонија. Тоа да се спречи на секој можен начин. И тоа му го соопштуваат на Тито. Затоа што има еден документ 45-та година, јануари месец некаде, последниот член на војната мисија, еден Милер, се наоѓа во Македонија. И Апостолски му вика, нема потреба вие више да присуствувате тука, Македонија си е слободна, надвор од Македонија. Овој праќа до Фицро и Меклин, овој му соопштува на Тито и тој му кажува на Меклин, Апостолски нема никаков авторитет, тој не е ништо, не знае што прави ово и му испраќа писмо да ја смири топката. Во Македонија. Македонците почнале да, како што реков, да живеат тој некој самостоен независна држава, затоа што тука е Ченто, кој што не е комуниста. Тука е, да речеме, Шатев, тука се Брако Брашнаров, сите тие кои што влечат една нитка од таа ВМРО која што влезе во сите оние струи кои што влегува во комунистичкото движење за македонска држава. Значи, општо народната борба била борба не на комунистичката партија, туку на македонците за слободна Македонија, не само против фашизмот. Комунистите ги организираа, борбата. Они беа организатори на таа борба и ја изведоа до крај. Така. И формираа македонска држава. Ама идејата беше обединета самостојна македонска држава. Тоа што се случи после 45-та, тоа е више друга работа. Тоа е више сосема друга. Тоа може да се дискутира другачие. Ама меѓутоа до 44-та година борбата беше за самостојна обединета независна македонска држава. Кога настана работите, како што се случија сето тоа мешувањето на Велика Британија, затоа што Соединетите Американски држави немаат голем удел на Балканот. Тие до 43-та година ги пуштаат британците да ја водат целата политика во секој сегмент. Меѓутоа 43-та година кога увидоа дека затоа што не испратија своји обавештајци во британската обавештајна служба. Меѓутоа кога видоа дека им кријат работи, не им ги кажуваат, американците рекоа ние ќе си испратиме наши обавештајци при штабовите во Македонија, Хрватска, сега и тие испратија своји мисии 44-та година во штабовите. И има американска мисија при главниот штаб на Нов Ипон. И таму при анализите американците констатираа истото, дека во Југославија, дека македонците се посебен народ, посебна нација, сето тоа без никаков проблем. Дури во еден документ американците се тие кои што
бидејќи британците им испраќаат меморандум со кој што им кажуваат дека ние по нашата политика дозволуваме формирање на македонска држава единствено како федерална единица во рамките на Федеративна Југославија. Обединената независна македонска држава не може. Не доаѓа во предвид. Не доаѓа предвид. Меѓутоа британците американците во првиот документ што го прашаат, пишуваат дека ние сме приврзаници на ставот нека содржи референдум, така? Па како ќе се одлучи народот, нека биде тоа. Британците веднаш реагираат. Уште 40 американците заговараат референдум. Да, меѓутоа британците веднаш реагираат и овие одма го менуваат ставот. Не може само така. За да не дојдат во судир со да не нарушат односите. И тие после велат еве американците го јаваат истиот кој што го јаваме и ние. Зошто на Јалската конференција на пример не се македонското прашање воопшто не се постави? На Јалта? На Јалта. Па затоа што британците и американците се договорија пред одржувањето на конференцијата дека тоа прашање нема да се отвара. Нема да го отвараат. Дека тоа прашање ќе биде решено меѓу нив. И тоа го реши он. Македонија само во рамките на Федеративна Југославија, Обединената и самостојна македонска држава нема. А зашто само во Федеративна, за да биде контролирана? Да биде контролирана. За да не дојде до обединување. На пример, тој Еванс во својот извештај пишува: јас сум македонците да формираат своја сопствена држава, ако ме прашате мене. Меѓутоа, историски нема да биде добро. Зошто? Затоа што вика, грците ќе станат од сите страни, ќе има крв до колена. Затоа што територијата што ја имаат Грција, Егејска Македонија, е територија од која што тие се прехрануваат. Животно важно име на грците. Да. Тоа е територија. Поради тие причини вика треба да се најде решение. Треба да се најде решение грците да бидат. Сега тој кажува да ги почитуваат македонците човекови права, сите тие работи, школи, ово на сето тоа да им се даде. И тоа се реши со екзодус. И тоа се реши, како што го знаат да го решаваат грците. Кажете ми, може би сега ние во вашиот сегмент, но ме интересира, кога се случува екзодусот на македонците од Егејскиот дел на Македонија, не доаѓаат сите во Македонија, што е логично. Некои заминуваат во Романија, некои заминуваат и во Русија, некои заминуваат во сите земји на Источна Европа. Зошто? Зошто заминуваат во други земји на Источна Европа? Зошто не заминуваат на запад, зошто не заминуваат таму, зошто не остануваат во Македонија? Дали има некаква таква политика која се води или тој избор на бегалците едноставно? Не, мислам дека тоа, види, треба да се има во предвид дека тоа е една од најдобро организираните хуманитарни акции. Оноа што го велиме ние екзодусот на децата од Егејска Македонија. Тоа беше договорена работа меѓу Црвениот крст и силите на ДАК, привремената влада на Грција, на ДАК и Националната армија на Грција. Затоа што тоа беше акција која што, бидејќи се предвидуваа големи битки на грамоз, за да нема жртви меѓу невиното население, меѓу жени и деца, тие се договори да се направи евакуација. И таа евакуација ја направија. Децата се евакуирани не само во Југославија, Бугарија, меѓутоа и кралицата, грчката кралица, зема голем број македонски деца. Олга? Не знам како се викаше. Зема голем број деца кои што ги смести во логори. Дури, не знам, последниве години имаше и дури и полемика, голем дел од тие деца биле продавани на фамилии. И тоа предизвика голема реакција. Значи, тие деца според договорот требало да дојдат во Југославија, меѓутоа Југославија не можеше да го издржи тој толку голем бран на бегалци. И затоа и ова што се вика земјите од народната демократија кои што беа во Советскиот сојуз ги прифатија сите тие деца. Колку се официјалните бројки? Околу 25.000. 25.000. Да. Ние примивме 300.000, 25.000 беа проблем. Тоа е политика. Тоа е политика. Не, извинете, тоа е дволична демагогија. Што да правиме? Во политиката го има. Тексас не дозволи повеќе од 100.000 од Нью Орлеанс која се потопи. Тексас не дозволи во Америка повеќе од 100.000.
па погледнете што е правено. Се извинувам, не сакам да ви ставам зборови во уста, но гласно размислувам само кога ги слушам овие работи едноставно. И каков е односот кон оваа земја и кон овој народ. Тогаш се прашуваш со која цел сето тоа се вршело. И, добро, да не отварам тие теми, нели? Затоа што еден ден и албанците ќе се свестат какви жртви, заради што и заради кого поднесувале албанскиот обичен народ. Нели? Ама тогаш нивните политичари, они ќе ги бесат по дрва. Но тоа ќе дојде историјата, ќе им суди. Сега што ги слават и мислат дека им правеле добро. Американците, дали ова се што може да се спомне во врска со односот на американците во врска со Македонија? Бидејќи имам впечаток дека и претходно американците, Друштвото на народите, интелектуалците собрани, они ги следат случувањата што се случуваат во Македонија, Америка реагира, но сепак велите дека остава Британија тоа да го прави. Јанко, во однос на Соединените американски држави треба да се имат во предвид две работи. Американците имат една политика на изолационизам. Што значи тоа? Тоа значи дека американците уште во 19 век има една доктрина на Монро кој што заговара дека не треба да се интересираат за настаните во Европа. И тие затоа во текот на Првата светска војна влегуваат дури 1917 година. Тие не влегуваат веднаш во тоа. Не сакаат, има голем изолационизам. Не ги интересира нивната политика, доволно се големи. Да не се мешаат. Тука американскиот континент што може да фата. Европа не ги интересира. Меѓутоа 1917 година тие за прв пат влегуваат во војна на тлото на Европа. Меѓутоа и брзо го напуштаат. 18 година, 19 година на конференцијата во Версај не беа усвоени 14 точки на Вилсон. Вилсон си собра екипата и се повлече назад и повторно уведува изолационизам. Не ги интересира нив Европа. Дури она случката со бродот, со евреите кои што беа качени, кои што стигнаа до Америка, кои што ги држаа не им дозволија да бегалци од Германија. Да слегнат, па ги вртеа Куба, па од Куба ги вртеа до Холандија и завршија у логорите на повторно ги Аушвиц. Значи, ги вратија назад. Таа политика постои затоа што германскиот елемент беше многу јак во Америка. Многу јак. И затоа тие влегува во Втората светска војна дури во многу доцна во декември месец. Да, има факти дека дури кога се гласало на кој ќе биде официјалниот јазик во Соединетите држави, за многу малце, за многу мала маргина е прифатен англискиот наместо германскиот. Точно. И затоа сега кога почиња Втората светска војна, тие ги бидејќи интересна сфера Балканот е британска. И тие ги пуштаат британците овде. Меѓутоа, британците во текот на војната и економски, и воено се истрошија. И затоа 1947 година тие беа на ивица на пораз во Грција. И затоа побара помош од Америка. И американците беа изненадени кога добија писмо во кое што овие бара помош од нив. И тоа писмото е, демек, комунизмот ќе надвладее над сите овие држави. Така. Да, со идеолошки набој. И американците тогаш влегува во Грција. И од тогаш тие почнаа да бидат веле сила, голема сила, која што има светска сила. И дојдоа во конфликт со Советскиот сојуз. И затоа ние кога збориме граѓанската војна во Грција. Граѓанската војна во Грција ја добија благодарение на помошта на Велика Британија и на Соединетите американски држави. Сите инструктори, се вооружувања, авиони, се беа од Соединетите американски држави и Велика Британија. Да беше ферка 1-1? Нема, па се знае. Има извештаи во кои што многу добро пишува што, како и зошто. Како биле добро организирани, какви добри борци биле војната историја на Македонија, каде што е опишано. Значи, да не беа тие напалм бомби, да не беа помош од Британија и од Америка. Сето. Оној екзодус немаше да се случи во егејскиот дел од Македонија. Стравот од Обединета Македонија или од Федерација
Затоа што британците кога прават калкулации зборуваат за формирање на Јужнословенска федерација. Дали може да се формира? Ти вика, таа би била формирана од Југославија, Бугарија, кои што се словенски држави, внатре ќе биде под покровителство на Советскиот сојуз, што е под покровителство на Советскиот сојуз, таа обединета Македонија, Советскиот сојуз ќе излезе на Егејско море, ќе бидат загрозени Босфорот и Дарданелите, Цариград и нема. Не може. Може да се формира само Балканска федерација. Во таа Балканска федерација треба да влезат сите држави. Сите балкански држави, без разлика на... Меѓутоа, идеолошката подвоеност ги засврши работата. А потоа тие обиди за федерација помеѓу Тодор Живков, што ја покренува после Втората светска војна ја покренува Сталин. Така? Тоа е Југословенско-бугарска федерација, која што требало да биде... Таа федерација скоро била договорена. Јануари 45-та требало и да се подпише. Бугарскиот представник доаѓа више со... Каква федерација? Што... сега, таа федерација требало да... Тито предвидува тоа да биде... Бугарија да биде дел од федерацијата, меѓутоа не као посебна држава. Да влезе во федерацијата, а додека бугарите бара таа да биде као посебна држава меѓу две држави. И тука настанува конфликтот. Меѓутоа и преговорите пак по наредба на Сталин се прекинуваат. И за таа федерација. Меѓутоа за таа федерација, кога разбираат британците и американците веднаш реагираат дека тоа нема да го дозволат да се формира таква федерација меѓу Југославија и Бугарија. Ги има преговорите кои што се водат. Значи они делуваат врстите да не се дозволи таква конфедерација. Да. А нему во тој момент и сигурно би му било во интерес уште појака федерација да има на Балканот. Па може би, меѓутоа не знам, тоа се политики кои што не се остварени и не можеме да збориме што би било. Но би шпекулирале. Можеме да шпекулираме само што се би се случило. Так. Може, ако бугарите беа искрени како што беа до 48 година, да речеме, признавање на македонско малцинство, на македонски народ во Пиринска Македонија, отварање на школи, културна автономија, сето тоа, да не беше 48, може би ќе беше сосема друга состојбата на Балканот денес. И со македонците. Само чисто од оној идеолошки аспект на судирот помеѓу Тито и Сталин. Да. Тука и ние уствари ги трпиме тие последици денеска, да речеме, во односот со бугарите. Точно. Кога би рекле сега дека се сменети односите, очигледно ништо не е сменето од тогаш. По истата идеолошка матрица, односот денеска го градат од времето на тоталитаристичко-комунистичкиот период. Да. А се обидуваат денеска, например, голем дел од опозицијата, например, кај нас, новинарите и оние што сакаат да манипулираат со историјата во дневна политика, да инсистираат дека, еве, вие искажавте неколку работи, дека антиквизацијата, тоа е еден измислен збор кој господинот Фрчковски го измисли за да делува погрдно во напад на продивниците и во нивното навредување и понижување. Во суштина е некаков само се смета на некаков панславизам, словенска природа на македонскиот народ и дека сето тоа понатаму идење е само некоја си празна пропаганда и што ти ја знам, измислување само за некаков денешен наводен режим одржување на власта. А ваму вие ми кажувате книги од Британија од 20-та година и кажете што велите историски личности, македонски историски личности, Филип, Александар, па се до ден денеска. Самуил Денески и така натаму. Оно што ние денеска го изучуваме како историја, тоа го признале и другите. Да. Значи, вие не измислувате, не лажете, не извртувате факти. Документи има. Документите зборуваат. Имаме потполно право кој ќе се свртиме на нашата историја, да се вртиме ние како народ, како население, да се свртиме до и според оваа монографија. Се извинувам, ќе станам да ја земам првата книга, бидејќи првата книга монографијата Македонија
овдека што го кажува. Не ова клучната книга, но ова е начин кој го популаризира. Затоа што почетокот е тој. Почетокот почнува од археологијата од палеолитот. Да. И тоа и човек тука треба да се запраша не само од антиката. Значи континуираност на овој народ, на оваа нација, на оваа територија со илјадници години назад. Според мене, се она што поминало на оваа територија, се ова што се случувало на оваа територија низ историја, културно, историски, ни припаѓа на нас. Ни припаѓа на денешни македонци кои што живеат овде. Дали е тоа научно издржано? Дали е тоа факт? Тоа е, еве го, оваа книга го потврдува токму тоа, дека се што поминало на оваа територија го припаѓа на народот што живее овде. Тоа е наша историја. Ние не можеме од кого? 44-та? Дали античката, дали нашето гледање кон антиката го ништи тој словенски словенското тие се надополнуваат. Тие се надополнуваат едни со други, тоа е едно надополнување. Ја ова инстинктивно го мислев, иако сум нестручен, но еве ви го потврдувам. Тоа е на линија која што нема прекин. Постојано се врти. И тука нема никаков прекин во однос на тоа. Колку се обидувале, зашто да речеме името Македонија, со името Македонија е поврзан идентитет, јазик, култура, традиција, историја, се е поврзано. Значи, затоа е клучно името за нас. Јас за тоа не дискутирам, не сум рекол за тоа. Ако почнете да дискутирате за менување име, виште се спремни. Тоа е нешто што кои се последиците тоа? Името Македонија. Да. Зошто не ја крстиме другачи? Зошто не ја крстите другачи? Па не знам, некој тоа сака. Кои би биле последиците од евентуална промена на името? Вие како историчар. Јас за тоа не дискутирам. За име промена не дискутирам. Штом влезам во дискусија за тоа, значи сум спремен да калкулираме више. Дека можеме да нешто да направиме. Еве ова што да. Едноставно не прифаќам. Ја дури ни референдум не поддржувам. И јас исто на референдум сме го добиле. На што сме го добиле? Не сме го добиле, сме го наследиле. Па како можам јас да одлучувам за оние пред мене и за оние после вас? Мене? Па како може да потсетам нешто? Бидејќи очигледно дека политиката свати дека не може на сила да не принуди еден народ да си го промени името, но свати дека може со внатрешни елементи, новинари, политичари, историчари, кои би дебатирале на таа тема да се промени и кои би не убедувале дека тоа не е ништа страшно. Тука е проблемот. Па не можам јас кога британецот, американецот ми кажува дека македонците не се ниту срби, ниту бугари, ниту грци, тие се посебен народ, посебна нација, со посебен јазик, култура, сето тоа. И сега, јас самиот треба да се негирам. Како научник? Како научник. Вие не сте политичар. Не доаѓа тоа у предвид. Мислам, јас сум бил во Грција, сум дебатирал у Солун и у Атина на научен собир за ова. Добро. Сум бил у Атина во Солун на Аристотелес универзитетот за грчката граѓанска војна. Со реферат. Добро. Сум зборувал македонци, се. 300 луѓе присутни. Никаква реакција. Само ми честита, супер, и го објавија. Без никаков проблем. Зашто? Затоа што вадите научни факти. Документи се. Документи се го прашаат. И они ги имаат. Британски документи, американски документи, француски, било какви документи. Основната работа која што треба да се направи. Да? Ова што го прави, да речеме сега Скопје 2014, спомениците, сето тоа што е направено, сето тоа од мој аспект као историчар е одлична работа. Затоа што имаме право на тоа. Имаме право на тоа затоа што историјата на Македонија е на едно место, на еден плошад кај што можете да почнете од антика да завршите до денеска. Оно што рекоте антиквизација, не се согласувам со тоа затоа што најмалку споменици има од антиката. Кој сака нека збори, нека ги избори колку споменици се од антиката, а колку споменици се од национално револуционарниот период. Значи, тоа е тоа. Меѓутоа, тоа што се направи со тоа, треба да се направи со архивската документација. Ние се уште во
низ архивите во светот имаме архивска документација која што се уште не сме ја видели. Еве, за жал во Соединетите американски држави ниту еден наш научен работник, освен од архивот отидо од Двајца кој што донесува некоја документација, не е отишол да истражува. Зошто? Не ни е дозволено или ние не преземаме иницијатива? Немаме средства. Немаме средства. А постојат документи кои се многу интересни, ги гледате тие документи? Како не постојат? Сега преку интернетот можете да видите што има. Меѓутоа не е тоа се што го даваат на интернетот. Морате да го фатите документот да го видите. Да го прелистате. Затоа што тој може да снима нешто, меѓутоа нешто ќе остави на страна. Јас, на пример, работев, зашто работев на оваа проблематика. Имаше една книга која што се викаше Тито Черчил строго тајно. Е објавено од еден Тито Черчил строго тајно. Строго тајно. Документи, меѓутоа во тие документи имаше многу точки. Знаете, на документите. Тоа точки значат дека документот не е до крај. И мене ме провоцираа тие документи, ги земав кога отидов во Лондон, ги порачав документите и кога ќе видам дека тие точки уствари се однесувале за Македонија. Оно што било самостојно обединената македонска држава, што пишувало, овој си ги тргал на страна, тоа не е интересно. Неверојатно ми е, господине Чепреганов, да ве поврзам, не сакам, мислам, со сета должно почитно и се подсетувам на едни зборови кои господинот Стојчев ги изговори овдека, кога го подпрашував зошто Букурешкиот договор е таков каков што е, зошто Македонија не е земена во игра, зошто да се ништи Македонија и од страна и на Русија, и на Англија, и на големите сили и така натаму и Франција во тоа време. Затоа што ми рече дека балансот, сега парафразирам, не знам јас точно, коригирајте ве молам, балансот на силите. Подобро е да ја нема, одошто ако ја има, балансот на силите би бил нарушен и она би била повод за конфликт помеѓу големите сили. Македонија е најдобро решение за да нема конфликт помеѓу, значи непостоењето на македонското прашање е помалото зло за избегнување на конфликт и евентуално светски судир помеѓу големите сили кои би се отварале тие прашања овдека на Балканот, бидејќи, не знам, Бугарија ќе си полага свое право, за нив ќе застане Русија, Србија за нив ќе застане Франција, Грција за нив ќе застане Британија и големите земји уствари ќе се конфронтираат, а не малите земји. Ова се интересите на големите сили овдека. Знаете во лондонската конференција како е? Не. На лондонската конференција кога завршува првата балканска војна, кога се собираат амбасадорите на големите сили, формираат една конференција, едно тело, балканските држави доваѓаат сите посебно, друга конференција. Балканските држави меѓу себе разговараат, што ќе прават како, меѓутоа не може да донесат одлука, мора да ги известат овие. Ги известуваат што се договориле, Србија го известува, да речеме, Греј, кој што е британски представник, овие србите го известуваат францускиот, и сега они тука меѓу себе, овие се договараат сега, до своите влади испраќаат информации, што правиме сега. Па, ќе седнат они, ќе решат, не можете ова, ќе им кажат на србите, вие не можете дојдете до Црна Гора, ќе го напуштите, да речеме, таму без разлика кој град. Овие бугарите можете да земете ова не можете. Така се правило. И тоа тело е направено токму за да одржи рамнотежата, за да не настане нарушување на статус квото на Балканот. Да бидат задоволени нивните интереси. Сега во овој момент, што мислите? Не е ваша работа, но еве како историчар, може би и како човек, еве кога веќе се отвара. Дали во овој момент екзистираме под една обзервација, дали нашата екзистенција ќе биде повод повторен за евентуално утрешни конфликти помеѓу големите сили? Ако ние екзистираме, а ја исполнуваме, да речеме, еквилибриумот, значи да не го нарушиме еквилибриумот, рамнотежата помеѓу големите сили, ние евентуално би имале тогаш шанса да се... Значи тоа предпоставам дека ќе треба некоја деценија да се издржи се во ова, историски гледано, за да ни дозволат
да преживееме, бидејќи огромни пари влегуваат преку разни невладини организации, преку партии и така натаму, каде што треба да се поремети таа визија дека ние Македонија смени име, дај реши го проблемот, ништо голема работа и така натаму. Тоа е страшно. Па, видите, токму тоа е проблемот што ние сменивме име, сменивме устав, сменивме знаме, седо тоа. Овие од надвор не обсервираат, не гледаат што правиме. И каде ни е критичната точка на кршење? Викаат, и сега зошто? Смените го името. Кога гледаат дека се менувате, дека, како што рековме, па и да сменете име. Дека има сили кои што се спремни тоа да го направат, кои што заговараат дека ние ќе имаме решение, ама никош не го кажуваат. Кој ќе биде решението? Поздрав, Геро. Никош не го кажуваат решението за тоа. Нормално викаат, па чекај, ние ќе најдеме сили кои што тоа може да го направат. Они ви гледаат порозноста, дека вие сте порозен. Дека можеме ние тука тоа да го направиме. За разлика од грците кои се унисони, едноставно црвена линија имаат и неа попуштаат. А ние имаме опозиција која од месец на месец ги менува ставовите. Затоа што креацијата на македонското прашање се токму тие големи сили. Денеска се Европска унија. Токму тие големи сили. И јас не сум видел се уште Европската унија да гласа за тоа дали кој член од Европската унија е да не поддржи, а која не е. Јас се уште не сум видел некој да хрене два прста. Да речат, ајде, сте за Македонија да биде членка на, па Грција нека стави вето. До такво уште не е дојдено. Па не е дојдено. Се решава, ние ве поддржуваме, овој не поддржува, оној не поддржува, се вербални. Ама решете го проблемот со името, ќе има како да го решиме. Господине Чепреганов, ја проучувате историјата и многу добро ги знаете и вие многу подобро и условите и амбиентите, не само од оној период вие што сте го проучувале, туку и од сево ова, еве ја го најдов, нели, од палеолит и мезолит. Каде што, нели, човек да се факти, види, да се наежи што ова се факти, ова не може никој да го негира. Така. Он не може никој да го негира. Сакам да кажам, ме интересира, бидејќи вие ги гледате работите од една перспектива, но ги согледувате од многу сегменти, за разлика од нас, лаиците. Дали сметате дека едноставно во овој момент ние би требало само да издржиме? И дека или што би требало? Сега, сигурно не гледам можност да земеме сега, не знам, пушка во рака па да идеме во планина, немаме против кого, нели? Но мислам дека историски, кога би можел да го гледам ова од после 50 години, главната борба овде би била само да се издржи. Мислам дека основниот проблем е што ние немаме, партиите меѓу себе немат договор, консензус во однос на тоа. На националните прашања. Како што имаат грците. Грците во однос на прашањето за Македонија, која партија и да е, има и став. Нема Македонија. Ама левицата и десницата, ова го гледате, ова и пред Втората светска и за време Втората светска војна се конфронтираат по многу прашања, тоа денеска продолжува таа приказка. Точно. Комунистите едно време во Грција се дистанцираа од тоа пред 15 години. Меѓутоа брзо влегува во шемата, затоа што реков преска. И во текот на НОП, Грчката комунистичка партија на македонците им ветуваше самоопределување, обединување, сето тоа. Меѓутоа, до момент од интерес. Ама кога ќе дојде до тоа, им рече нема. И они се затоа што рекол, сите се националисти. Пред се комунистите, балкански држави беа националисти. Не беа интернационалисти за да ги решат работите. Него беа националисти. И бугарските, и Грција. Тито само беше југословенски националист. Од тој поглед. А другите сите си ги решија работите. И затоа се зависи од нас. Па ќе издржиме, па ако треба, не можеме да се како ќе менуваме, се ќе го менуваме ова. Може да зависи од нас. Да не се плаши народов дека некој може да го направи. Не. Луѓето се од кој зависи? Дека се уплашени дека други ќе ни скршат кичмата. Сакам да им дадам надеж дека колку и да е тешко, пак не зависи од друг, туку од нас.
целата Јанко, приказна. знаеш како го Дали е имаме- тоа моја точна перцепција? Точно, знаете како го имаме оно кај нас наведната глава сабија не сече. Обрнато е. Исправена глава сабија не сече. Ама македонецот си е прилагодил на неговите услови. Многу сте во право. Сите што им сечат глави се оние со наведнати глави. Ама ние тоа сме го си го направиле, сме го прилагодиле на наши услови. Да, и кубурата ја чуваме за црни дени. Да. Тоа е основниот проблем. Се зависи од нас. А од друга страна, па еве, покажуваме и какви борци сме биле, и колку храбри сме биле, и што све поминале нашите предци, дедовци, прадедовци, колку низ какви маки преживеале, кои се неспоредливи со денешните животни услови, кои не велам дека сјајно живееме денеска, но како кој би споредиле со, не знам, 903 или 100 години наназад, па и Втора светска војна и така натаму, напал бомби, па едноставно не се кршел духот. Јанко, тоа постојано го дискутираме и ние. Во нашата историја имаш многу такви примери. Тие луѓе можеле многу лесно да уживаат. Тие луѓе можеле многу лесно да уживаат. Да се продадат. Да. Само да Торбеш, се продадат, да биде кешбеш. тоа и може да ужива колку Смени сака. вера, смени нација. Без разлика, да Нели? речеме бугарска пропаганда, грчка Так. пропаганда, српска пропаганда, се тоа ги земеш, смениш, одидеш, ужива. Меѓутоа тие луѓе останувале доследни на идејата. Доследни на идејата. Еве јас што на пример да го земеме Методија Шаторов, Шарло Ченто, Брашнаров, сите тие можеле да уживаат. Можеле, да се приклонат да го ќе добиеле куќичка на водно ондека. Сигурно, меѓутоа тој имал идеја. И за таа идеја прегорел. За таа идеја отишол. И кога имате идеја, на вас е многу лесно. Ама што немате идеја, што може да ве разнебитува се? Секој лесно е многу да ве манипулира. Инсепшн. Многу интересно. Професоре, ќе направиме уште една кратка пауза. Имам неколку прашања кои ми пристигнаа на Facebook од гледачите. Можете да ги поставите каде што е постирано најавата за гостувањето на господинот Тодор Чепреганов, професорот по историја. На Facebook ја ќе се обидеме да ви одговориме на неколку. Има една од 40 година за бомбардирањето на Битола, но веднаш по рекламите. Господине Чепреганов, има уште неколку аспекти кои можеби денеска, ја не сакам да ве фрлам во денешната дневна политика, но од она се што нели го дознаваме од сите овие излагања, може човек да извлече заклучок за денешната политика и доаѓаш до човек може да заклучи една работа и она што го рековте, дали денеска во Европската Унија, за прием на Македонија во Европската Унија, е воопшто дозволено гласање, а Грција нека стави вето. Но интересно е дека еве и еден грчки политичар скоро Венизелос изјави дека се го спомнавте Самарас, извинувам, дека Грција не е проблем за прием на Македонија во Европската Унија, туку Европската Унија. Она го креира проблемот. Точно. Она не го решава тој проблем. Истите креатори на македонското прашање се денеска во игра. Значи не е само Грција, ние ја фокусираме само Грција, не баре она сама. Грција е милениче на запад. И тоа е основна колевка на демократијата. Успеа грците да го наметнат тоа преку британците и тоа е основниот тоа е добар проблем. пиар и Да, и сега се вадат на сето тоа. Интересно е што за жал не сакам да го наметнувам тој оној маченички крст на Македонија, дека Македонија постојано не била сакана, но тоа е неоспорен факт. Но тоа е неоспорен факт. Ние не бевме валиден играч, ние бевме карта за подкусување во Југославија, ние бевме... Меѓутоа, треба да бидеме свесни што повеќе копаме ќе наоѓаме работи кои што на нас самите може нема да ни се допаднат. Кај нас. Треба малку да бидеме самокритични кон самите себе си. Во однос на сите тие работи. За да, еве, пред некој ден беше Александар Стојчев, Букурешкиот мировен договор, Балканските војни. Да не... Еве, до 43-та година не нема. Где нема? Никој не слушнал за Македонија. Која Македонија? Подигањето на востанието, да речем 11 октомври, потоа, кога почна борбите во Македонија, слушнаа.
Слушна, има некој, чекајте, има некој друг, шо баратија? Македонска држава. Каква македонска држава? Нема е никаде. Од секогаш имало некој кој што се бореле, ВМРО, ваму, таму, се до тоа. Меѓутоа, таа нитка постои. Еве, изби 43 година разбраа. И ја сврте работата. Мора да бидете субјект во работата. Морате да бидете вие на терен. На терен мора да партизаните делуваа, слушнаа и више почна да ги врткат калкулациите. Со кои се, со комунистите, со Тито. Па тие ќе победат по војната. Што правиме? Ќе има македонска држава. Чекај, ама кралската југословенска влада. Што ми кажувате? Пасивноста е она што го убива. Па токму тоа. Балканските војни, каде бевме? Да се формираше една македонска единица, да се бореше за ослободување на Македонија, за формирање на македонска држава. Единствени кои што беа овие од Русија, Чуповски, Крстен Мисирков со своите меморандуми. Од друга страна имаше меморандуми што обединување со Бугарија, сето тоа. Но другите беа во војски во рамките на Бугарија и Србија, затоа што им беше ветувано дека независна Македонија. Не им беше ветувано, им беше на кого? Им беше ветувано. Не имаше на Букурешкиот мировен договор на конференцијата? Не. Сами сме криви. Па таму имаше човек од Македонија кој што беше дел од бугарската делегација, Симеон Радев. Учествуваше, зошто не рече, чекајте, постојат македонска држава, не се бори за македонска држава, формирање со македонци треба да направиме држава. Не. Си преќуте човекот. Да, мора да бидете присутни. Тоа што се случи 43-та година и гласни, тоа што се случи 43-та година. Првите информации во Америка кои што го галасаат, оно се новинарите. Првите информации во Америка за Македонија стигнуваат преку весниците. Нью Йорк Таймс, Сан Франциско Хроникл, Таймс. А затоа ви е добро Скопје 2014, затоа што бранува, затоа што испраќа порака, затоа што се случува, затоа што пишуваат за тоа. Па нормално. Нели? А затоа некому му одговара плоштад без ништо, онаков празен и така натаму. Затоа некој сега хистерише толку силно зашто имаме споменици и така натаму и така натаму. Тоа е политика. Тоа е политика, се си доаѓа на свое место. Но интересно е, има еден доказ дека, нели, често викаат ова е српска територија, Македонија е Бугарија, Грција и така натаму. Има еден факт само, сакам да го прочитам. Дај го компјутерот, режија. Компјутерот мој, режија. Значи, прашањето е од гледач поставено кој вели: Италијанската фашистичка армија ја бомбардира Битола, при што загинуваа 9 битолчани, се ранети 21 лице и е настаната голема материјална штета. На целото ова бомбардирање, официјалната југословенска влада остана нема и без остар одговор на злосторот. Бомбардирањето на Битола 5 ноември 1940 година. Еве го. Тоа во политика и така натаму и така натаму. Зошто е бомбардирана? А одговорот зошто нема реакција? Тоа е војната меѓу Италија и Грција. Италијаните нападнаа Грција и во таа војна што се водеше, македонците беа во првите борбени редови да ја бранат Грција као грчки државјани, што беше сосема нормално. Меѓутоа, при еден од тие напади беше бомбардиран и Битола. Југословенската влада не реагираше со ништо на сето тоа. Па, еве го мојот заклучок. Ако е оваа територија Вардарска бановина, ако е Србија, ако е Бугарија, ако е Грција, кога некој ве бомбардира, зошто не се побуните? Па точно. Не ги болело, не било нивно. Ама исто окупацијата на Бугарија, зошто Западна Македонија остана под Италија? Зошто бугарите не ја зема? Зошто не беше дел од таа бугарска држава, новоослободени територии? Зошто западниот дел на Македонија 43 година кога капитулира Италија, зошто бугарската држава тој дел не го припои кон делот на овој дел од Македонија, кој што беше под бугарска окупација? Зошто го остави на италијаните прво, па на германците? Па да влезе, да биде дел од голема Албанија. Зошто го направи? Па затоа што не ја чувствува за своја територија. Затоа. Вие нешто што не го чувствувате за свое, ќе го даете многу лесно. Ама истото овој за Букурешкиот договор, така. Кога преговарале, лесно ги давали, препродавали се, ценкале за договорите затоа што не било нивно. Па сигурно.
Па сигурно тоа делеле територија. Они делат територија. И тоа туѓа, не нивна. Најмалце Па бори. нормално, Туѓо тоа поведеш. се договарате. Само докаде иде на Балканот, секој на некого нешто му должи. Нема држава, сите сакат да бидат големи, а територијата е таа. Каква е улогата во овие години на Ванчо Михајлов, Тодор Александров? Дали ги проучувате и тие? Па не многу. Ванчо Михајлов го проучувам во контекстот на оно што е, да речеме, меѓу двете светски војни и од 24 година наваму во однос на некои релации за тоа еве, на пример, оно што беше за Бидејќи сега има доста се уште траат тие контроверзии, несогласувања на едни и други. Сите тие и Ванчо Михајлов и Тодор Александров и Мара Бунева и ред други македонски револуционари, тие се македонци. Тоа е факт. Од тоа не можеме да бегаме. Тие се дел од македонската историја и ја не би ги дал на никоја друга. Тие се наши. Меѓутоа треба да напишеме што и како било. Да, За каква идеологија имале, за што се бореле. тоа е веќе друга И сето работа. тоа ние ќе си го објаснеме. Тоа е дел од нашата историја. Не можеме ние да имаме една историја која што ќе биде праволиниска се добро, како што беше позитивистичка историја, како што беше во комунизмот, во социјализмот, Да, на пример, се е совршено. Точно. Се е совршено, нема ништо. Не, ние ќе си кажеме, окей, тоа беше вака, тоа беше, тие беа за тоа и за тоа. Дали да ги чествуваме или да не ги чествуваме, тоа е прашање кое што треба да има една дебата на која што сите тие работи ќе бидат ставени на маса. Каква би била изгледала таа дебата? Што би било таа дебата? Дали тоа би било мано? Дали тоа би било, не Па знам... мислам дека сите релевантни институции кои што и историчари кои што се занимаваат со таа проблематика. Сметате ли дека ние уште не ги отвараме тие теми или не ги затвараме тие теми? Мислам дека не ги отвараме. Мислам да еве се отвара да речеме секоја година на истите денови. Так. Мара Бунева, панехида, Тодор Александров панехида, Иван Михајлов, како беше шоферот Черноземски. Се на такви работи се отвараат тие работи. и нема заклучок. И нема заклучок, наместо да се седне и да се донесе. За да нема да се више направи една трвење. дебата, да се направи една дебата од сите оние кои што Се ги знаат заинтересира. работите, работат на тоа и може да се седне да се направи една добра дебата и да се донесат одредени заклучоци, за да нема после тоа па зошто вака, па зошто онака. Ги имаме ли сите документи што ни е потребно за една таква Ги имаме. дебата или треба Ги и имаме. уште архивите низ Москва, низ Софија да се Па, прочепка? мислам дека за ова поголемиот дел ги имаме затоа што треба да имаме во предвид сега и тоа е прашање. Поголемиот дел документи се наоѓаат во архивите на балканските држави и на европските и на, да речеме, во Соединетите американски држави. Во Македонија се знае од 45-та година како држава почна да собира архивска документација. Македонија со Бугарија, државниот архив на Македонија со бугарскиот има многу добра соработка. Голем број документи се донесени. Меѓутоа, сигурно дека има и голем дел кој што се уште треба да се донесат и тоа треба да биде основната задача на истражувачите. Што повише да бидат наистражувани, да бидат надвор, затоа што во светските архиви на Балканот, Европа, постојат документи, огромен број на документи кои што ние треба да ги донесеме да бидат дел од македонскиот државен архив, да бидат сместени таму, за да можеме да ги истражуваме. Значи, тоа е тоа што ни недостасува во научната надградба. Тоа е тоа, основната работа. Истражувања во архивите во Америка, во Британија, Франција, Германија, Австрија, Советскиот Русија сега. Значи, тоа не е основната работата на истражувачот е постојано да копа. Значи, недоволно е ова до сега и мора да биде континуирана. Не доволно е, не доволно. Јас истражувам во Велика Британија, ние не сме отворили уште документацијата да бидеме за Првата светска војна. Има томови документи. Во врска само за Македонија. Само за Првата светска војна. Значи има огромен фонд на документација. Кажете ми што планирате, редовен професор сте на Штипскиот универзитет, во вашата научна работа имате навистина богата библиографија. Што е следното? Еве овие последните две книги. Па сега ова прва книга од ова Федерација, Грчка и Југословенска федерација, мислам дека ќе продолжиме и понатаму со тимот да работиме на другите документи кои што ги имаме, огромен број на документи. Исто така планирам за оваа година една книга која ќе се однесува на ВМРО во британската документација.
Едноставно, како британците гледаат на внатрешната македонска револуционарна организација. Направиме една монографија за неа. Монографија, да. Ќе ми биде задоволство да ја презентираме. Британски аспект на тоа. Професоре, само ве замолувам за таа книгата на британците Нема од 20 проблем, година. ако ќе гледам да ви испратам. Или барем да ми насочите да би сакал да ја видам не само јас, туку и да ја презентирам на гледачи. Ќе видам, може и на интернет да ви ја пуштам. Одлично, уште побаво. Мислам дека ја имам на интернет с книгата. Ви благодарам за вечерашното гостување и благодарам на поканата. се надевам во некоја друга прилика исто по добар повод. Нема никаков проблем. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.